околу прекините кои што ги даваме. Значи, јас како ВД, директор на Управата за извршување санкции, ако затворено лице донесе здравствена документација, подпишана од специјалист, дека ургентно или со закажа некој термин, може и после месец дена да биде, за извршување на некоја операција, која што специјалистот навел дека е животно загрозувачка за тој затвореник, јас како директор сум обврзан, како човек на крајот од денот, на тоа затворено лице да му дадам прекин. Така, со таква здравствена документација, најголем дел од, предпоставуваме, прашувате за осудените лица за 27. април, кои што ги добија такви прекини, дојдоа, испратија во Управата за извршување санкции и јас имам подпишано. Сега, за да бидеш и ти и македонската јавност мирна, најголем дел од тие, веќе им се завршени прекините и тие си се вратија во затворите, а немал дел од нив, во меѓувреме, они имаат право, ако е констатирана дека нивната здравствена состојба нарушена, имаат право да бараат од судовите исто такви прекини. И судовите имаат право да издадат и подолги прекини, кај мене е до максимум 30 дена. Како најзвучно име, така да речем, затоа што се работи за поранешен министр за внатрешни работи, господинот Митко Чавков, исто така имаше прекин и имаше многу галама во македонската јавност како тоа на поранешниот министр сум му издал прекин. Во меѓувреме, господинот Чавков, јас колку што сум информиран од затворот, затоа што таквиот прекин кој што му е даден сега од судот, он го информира затворот, не Управата, има добиено 3-месечен сега прекин, мислам дека му завршува негде кај ноември месец, и немал дел од другите осудени лица, повторно ќе речам за 27. април, имаат сега добиено од судовите повторно прекини, кој на месец, кој на 2, кој на 3 месеци. Која е гаранцијата дека гаранција не постои, ако како што и за секој ден кој што ќе биде пратен со закон, што им следува овие со третманиве, што ви ги кажував, на 30, 45 или 60 дена, кога ќе го пуштиме ние на викенд. Ако не е вратен, тоа значи дека е во бегство. Ние веднаш го информираме Министерството за внатрешни работи и тој осуденик се води како бегавец. Во моментов, како наследена состојба што ја имам во затворите, околу 200 луѓе се водат така дека се во бегство. Во таа насока беше и моето прашање, за да не се повтори тоа, дали може би постои некој начин да се следи ситуацијата за да бидат под надзор, условно кажано. Знаете да каде, според мене, она што може да смениме, ние не во Македонија, тоа е законот во Македонија, меѓутоа ние нити сме ги измислиле затворите, нити законот е наш налик на европските закони за извршување санкции. Може би тук и таму некој член е различен, меѓутоа најголем дел од членовите се како што се и во останатите европски затвори. Ние немаме право на затворениците да им го одземеме, повторно ќе речем, кога ќе одлежат одреден период во затворите, да им го одземеме правото на викенд или подоцна и правото на одмор.